Немате да појасниме. ВМРО да промене поднесува предлог да се условено да се изгласа протоколот за НАТО, за наше членство во НАТО, пред распуштањето на парламентот. Нели е тоа многу контрадикторно со ова сега што го велите дека нема да го гласуват законот? Секоја иницијатива и постапка на ВМРО ДПМН помалку или повеќе е контрадикторна. Станува збор за истата таа партија која што во јавноста директно кажува дека не го прифаќа новото уставно име. Од друга страна, истото тоа ВМРО ДПМН внатре во собранието, преку нивните пратеници, немаат никаков проблем со примањето на месечната плата од собранието на Република Северна Македонија. Истата таа ВМРО ДПМН, која што се прокламира како прозападно ориентирана партија, која што устата им е полна дека и тие се залагаат за интеграцијата на нашата држава во НАТО и во Европската Унија, истата таа ВМРО ДПМН не сака да го гласа законот за одбрана, замислете, заради тоа што таму стоело нашето уставно име Република Северна Македонија. Неколку пати ги повикуваме да кажат зошто кога одат на конгресите на нивната сестринска партија, односно на нивната матична партија, Европската народна партија, таму јасно стои дека ВМРО ДПМН е заведено под нашето уставно име Република Северна Македонија. Истото станува и со амандманите кои што ги поднесуваат во собранието. Амандманите ги поднесуваат под уставното име Република Северна Македонија, за волја на вистината го изменуваат дополнително и стои Република С. Македонија. Значи, такво лицемерие, неколку пати го кажувам и од пресконференции, и од говорници. Едно што е на штета на граѓаните и на државата, на штета и на самото ВМРО ДПМН. Но тоа е ВМРО ДПМН. Не можеме ние да измислиме опозицијата. Таква е опозицијата каква што е. А ако решила да ја обструира државата, да ја обструира интеграцијата во НАТО и во Европската Унија, нека им служи на чест. Наше е и принципиелно е да ги повикуваме, да не стојат само зад нивните политички флоскули и да се зацкриваат зад тоа дека, не знам, ќе го вратиле името, поттикнувајќи силен национализам кој што воопшто не ни е потребен во овој период во државата, конечно да разберат и како што тоа видовме Мицковски дека го прифати договорот со Бугарија, јасно ни е на сите дека го прифаќа и Преспанскиот договор, нема ништо лошо и јавно да го кажат и конечно да застанат зад нешто кое што оди во прилог и на државата и на граѓаните. Дополнително прашање? Овие обвинија дека за само 2 недели понесени се 123 закони, ќе стигнете ли хвалалечко да сте прашуваме до крај на годината, дали ги донесете и дали стравувате можеби дека повторно ќе биде употребен инструментот илјадници амандмани? Па нема да ме чуди да биде употребен инструментот илјадници амандмани, но ете самиот факт дека станува збор за закони кои што практично значат усогласување со законот за прекршоци. Еве и ВМРО ДПМН ги повикуваме, затоа што на вистина енормни се казните во државата. Имавме закон за прекршоци преку кој што закон ги намалуваме казните. Еве и за ова ги повикуваме да го поддржат, да ги поддржат тие закони. Значи станува збор. Најголем дел од законите кои што се поднесени е практично усогласување на законите со законот за прекршоци, а со крајна цел намалување на казните кон граѓаните. Ако предлагат илјадници амандмани, подноси вашот коалицијски партнер Дури минатата недела. Дали ова е нека обсудирање на владината политика? Наш принципиелен став како Социјалдемократски сојуз на Македонија, наша програмска определба е дека треба да има промена во изборниот законник, треба да има промена во изборниот модел, треба да се воспостави принципот на една изборна единица во нашата држава, во име на демократијата, заради демократизација на целиот тој изборен процес. Практично станува збор за нешто кое што декларативно се залагаат сите политички партии, особено парламентарните, и ние повикуваме кон сите. И кон нашите коалициони партнери, повикуваме и кон сите парламентарни партии во собранието да го поддржат законот.
Секако, остава простор за размислување, поднесувањето на илјадници амандмани, но за тоа нема да го соопштиме ставот од оваа пресконференција. Знаете дека имаме процес внатре-партиски преку кој што ќе дискутираме, ќе дебатираме околу активностите кои што ги имаат коалиционите партнери и секако со ставки излеземе пред јавност. Почнавте со дебата? Почнавте со партиски? Вчера завршивме со серијалот Трибини кој што го имавме, кој што е во функција на промоција на она што сме го сработиле, а сме сработиле многу во изминативе 2,5 години. Секако оставаме простор кога ќе почне, новинарите, медиумите, целокупната јавност ќе биде навремено информирана. Ви благодарам.